Чаир е општина со 62.500 жители, а се простира на територија од само 3,52 квадратни километри. Со тоа е најгусто населена во земјава, 18.000 жители на квадратен километар. За споредба, соседната општина Центар има 3 пати помалку жители на квадратен километар, 5.800. Густината на населението го прави Чаир раздвижен и со многу активни мали бизниси. Но тоа е добрата страна. Главните проблеми на оваа општина се паркинзите, еве гледаш и самите, нема место нигде за паркинг, нечистотија е многу, тоа не е многу население густо. Да, има доста комунални проблеми, сообраќајни проблеми, урбани проблеми и така. Додека снимавме се случи мала незгода меѓу автомобил и камион. Тоа создаде целосен застој на главниот булевар Цветан Димов. Тоа секојдневно е. Од 3 сата до 5:30-6 овде не може да пројде ни колони се дугачки, многу проблем е. Тоа најголем проблем е тоа. Одамна се очекува некакво решение, меѓутоа за жал се уште нема никакво решение. Не е ни на побиту. Некои чаирчани се самокритични и причините не ги гледаат кај други. После кој е крив држава крива, да? Не го поштува ние државата. Законот не го поштува. Признаваат и дека многу од урбаните проблеми во Чаир се последица на бесправното градење. Праваш, ама вади дозвола прави. Вади документ прави колку сакаш. После ќе ги рушат. Држава не спие, ама не се жури. Фала Бога пак на државата. Со овај народ да имаш работа многу тешко. Но проблемите на главните булевари се ништо споредено со внатрешните улички. Вака изгледа улицата Челопек, на минутка од големиот метеж. Хаотично паркирање, тесен простор пренатрупан со куќи, згради и верски објекти. Бандери со испреплетени кабли. Наидовме и на проблем незамислив за место на околу 2 километра од центарот на главниот град, во Европа во 21. век. А што е ова? Јама. Тука вецето тука му е. Таму што пере тие кујна што има, тука све паѓа, тука и се полни 4 метра на долела. Нема ни мотор, нема ништо. Еве гледај. Слободно гледај. Ние баравме фекална, тие ставија атмосферска. Неколку семејства што живеат во ист двор не можат да се приклучат на канализацијската мрежа, бидејќи куќите им се под нивото на улицата. Дел од септичките јами ги празнат со цистерни. На дел имаат поставено мотори што фекалиите ги носат до канализацијата. Цепката тука, директно да иде таму, бидејќи немаме канзи. А јамата е камј. Еве јамата, се гледа. 2 метра сум отишол на доле, и со мотор, моторот ми тука. Со мотор, кога се полни, автоматски иде таму. Се жалат и дека покрај ветувањата, проблемот останал нерешен. Од 91. И порано сме имале у комунизмот, ама у комунизмот барем имаше малку куќи. Сега се наполни згради, се наполнија се. И сега се затрупила оваа канализација. Канализација е фи 500. А треба да биде фи 1000, тоа барем да влече све, а? Со истиот проблем се соочуваат и други домаќинства во истата улица и губат надеж. Секоја партија што доаѓа. Све доаѓаат, обеќаваат, чим добиват, ништо не. Ништо не се јавува. И тоа е проблем еден. Еве, малку дожд да врне, одма канал се врати. Од вкупното население во Чаир, речиси 70% се етнички албанци. Тоа значи дека при секои избори најмногу очекуваат партиите на албанците во земјава. Така и за престојните локални што треба да се одржат на 19 октомври. Фаворити се Изет Меджити, кандидат на коалицијата Влен и актуелен прв вице-премиер во владата и министер за животна средина. Во минатото беше подпредседател на ДУИ и сопартиец на сегашниот противкандидат Бујар Османи. Како кадар на ДУИ, 3 мандати беше градоначалник на Чаир, а беше и пратеник во собранието. По образование е економист. Бујар Османи, како кандидат на новоформираната Национална алијанса за интеграција, што ја предводи Демократската унија за интеграција ДУИ. Османи е поранешен министер за надворешни работи, беше председавач со ОПСЕ, вице-премиер и министер за здравство. По професија е хирург.
Јавната хигиена, сообраќајот, инфраструктурата се во фокусот на ветувањата на кандидатот Бујар Османи. Тој промовираше проект Визија Чаир 2040, за кој вели дека е мастер план за целосно урбано редефинирање на општината. Јас сум го ангажирал најсветски познатиот експерт Мишел Ројкин, кој што е прогласен од Forbes за еден од 10 највлијателни луѓе во светот, кој што ќе ја утврди визијата за Чаир за наредните 5-10 години. Граѓаните знаат дека нема за една година ние да ја реализираме таа визија. Меѓутоа знаат дека секој чекор што ќе го направам во функција на таа визија. За Османи, локалните избори во Чаир се повеќе од гласање само за комунални прашања. На нив гледа и како на референдум за европскиот пат на државата, за еднаквост на сите граѓани, а против владење со корупција и узурпирање. Сметам дека пораката што граѓаните ќе ја даваат на овие локални избори ќе бидат и парламентарни избори, бидејќи ќе ја отфрлаат идејата да се блокира европскиот пат и ќе ја отфрлаат идејата да се поништи рамковниот договор. Така да, секако после овие избори веднаш треба да има парламентарни избори за да се откочат процесите на прогрес на оваа држава. За неговиот ривал, Османи смета дека треба да си поднесе оставка од функциите министер и вице-премиер. Првенствено, бидејќи се кандидирал за градоначалник и не треба актуелната позиција да си ја чува како резервна, но и поради пожарот во Трубарево. Не вршејќи ја својата работа, како што не ја вршел работата 20 години во Чаир, всушност го загрозува здравјето на луѓето, а прима плата од граѓаните токму за тоа. И Изет Меджити, како и неговиот поранешен сопартиец, најавува развоен мастер план за да го направи Чаир модел на одржлив развој во Скопје. Тврди дека всушност Османи ја презел идејата од него. Во трката за 4ти мандат на чело на општината, Меджити вели дека со него ќе работи експертски тим од Турција, предводен од архитектот Байрам Вардар. Никогаш не е доволно, секогаш може повеќе, но овој пат ќе решиме стратешки проблеми за Чаир. И во однос на сообраќајници, кога сме тука, значи заедно со кандидатот за град Скопје ветивме дека една од првите проекти ќе биде улицата Цветан Димов да се прошири и да се поврзе за околницава на Скопје. Но за разлика од Османи, Меджити не гледа на локалните избори како на битка за легитимитет во централната власт. Како што вели, коалицијата Влен го добила легитимитетот кај албанците на парламентарните избори. Ние победивме и ќе победиме и на локалните избори, а што ќе прави Дуј, мислам, нив ги чека длабока реформа. Ние сме во апсолутно водство и теренот истото го кажува. Ние имавме отварање на штаб во Чаир, каде што имаше над 3000-4000 жители, што историски немало такво отворање на штаб. Значи, не беше митинг, туку отварање на штаб имаше 3-4000 жители. Тоа е јасно чија е победата, само значи, дилемата е колку длабока ќе биде победата овој пат. Значи, за предвремени парламентарни избори не ни размислувате? Нема, граѓаните имаат потреба од инфраструктура и од вработување, од базени, од подобри училишта. Нема таков лукс или такви проблеми како Дуи по секоја цена да се врати на власт и да се спаси од правдата. Дека локалните избори во Чаир ќе бидат многу повеќе од избор за градоначалник и совет е став и на политичкиот аналитичар Марко Трошановски. Целата бука околу Чаир, целиот триумфализам кој што тука се најавува, всушност ја представува, ја символизира и самата битка на Дуи да се врати на власт на централно ниво, бидејќи главниот соперник движењето Влен отворено во Изет Меджити како еден од неговите идеолози и творци, всушност го има Чаир во моментов. Удар или победа во таа општина би требало во политичката некаква символика, комуникација да представува доказ дека се делегитимира Влен како алтернатива на Дуи, дека треба да се воспостават работите како што и претходно биле, односно Дуи да стане повторно представник на албанците во политичката власт. На специфичната тежина што Чаир ја има на овие локални избори, Трошановски ја додава и домашната политичка култура, редовно да се бараат предвремени парламентарни избори веднаш по локалните. Верувам и тоа ќе го прават и Дуи, без оглед на исходот на крај на краишта, што е прашањето е што е доволна разлика за Дуи да има легитимитет да бара предвремени избори. Мислам дека целата таа перспектива е сосема погрешна. Погрешна е затоа што локалните избори
Океј, иако имаат делумно некакви индиции, можеби за расположението, секако имаат многу малце врска со централната власт, бидејќи двете се различни димензии на политиката. Додека исходот од судирот меѓу Дуи и Влен во Чаир се гледа од различни аспекти, призмата на чаирчани е далеку потесна. Сакаат само подобри услови за живот. Многумина не се оптимисти дека некој мисли на нив. Влен да го добие да не изгубат. Дуи мисли ако добиеме ние некако влада да иде. Тоа е проблемот, ништо друго. Само за нив гледат. Чаир најмалку личи на општина, а највеќе на фавела. И за Бујар Османи, и за Изет Меджите е важно тоа, многу. Бидејќи ова е тоа за овие албанските партии, ова не е битно. Битката ќе се одвиват и ќе заврши. Мислам дека ќе биде и одлучувачка за понатаму за парламентарните избори. Ние, Боже, се надевам најдобриот да биде. Ама Господ знае подобро. Ова со сигурност е повеќе од битка за градоначалник, но од граѓанска гледна точка треба да биде битка за отплеткување на општината заплеткана во проблеми.